Градоначалник, почитувани присутни, драги пријатели, добре дојдовте на оваа наша мала изложба Царево село низ страниците на времето од 1924 до 1937 година. Периодот од 1924 до 1937 година е време на промени, предизвици, надежи и борби. Весниците од секогаш биле доказ, гласот на јавноста, хроника на случувањата и огледало на општеството. Токму преку нив, денес можеме да ја почувствуваме атмосферата на времето и да ја разбереме важноста на нашето место во поширокиот историски контекст. Со оваа изложба, јавната локална библиотека Илинден има за цел не само да ја зачува пишаната меморија, туку и да ја доближи историјата до сегашните и идните генерации. Да подсетиме дека идентитетот се гради низ сеќавања, документи и приказни, кои не смееме да ги заборавиме. Се надевам дека изложбата ќе не поттикне на размислување, разговор и понатамошно истражување за нашето минато, затоа што само познавајќи го минатото, можеме посигурно да чекориме во иднината. Благодарност до Мартин Димовски од Скопје, што ни ги испрати овие извадоци од весници во кои се споменува Царево село. И како што ќе можете да прочитате, уште во 1932 година, весникот Време за нашето Делчево, тогашно Царево село, пишува: сместено за црниот камен, тоа со векови го чувало својот посебен лик, живеејќи во тишина, во труд и во постојана борба за опстанок. Селото не било само географска точка, туку вистинско духовно и човечко упориште. Иако времињата се менувале, духот на Царево село останал жив. Тоа продолжува да постои како символ на истрајност, како сведоштво за животот на еден народ кој знаел да трпи, но и да се надева. Во 1929 година весникот Правда пишува: Царево село представува важен трговски и економски центар во овој крај. Покрај економскиот развој, во Царево село е забележен и напредок во просветниот живот. Селото располага со училиште и со културни установи кои имаат значајна улога во образованието на младите и во културниот развој на населението. Ова се само некои од напишаните зборови за нашето Царево село, на кои сите треба да бидеме горди. Ви благодарам што сте дел од оваа наша мала изложба и ве поканувам повторно да разгледате, навистина има што да се прочита. Благодарам уште еднаш. Дали има вистина во овие документи? Па има вистина, ама вистината била што тие се борили за Македонија, а не са били бандити. И са предадени од тоа овчаро и се убиени. Значи се работи за ваш дедо, прадедо? Да, за мој прадедо и 4 нив. Колку луѓе биле? 5 луѓе биле, а има споменик кај црквата Горешова. Да, 4 Царевоселци, 5 минути. Царевоселската 4. Значи како е чувството да пронајдете ваков податок да се потреби? Па убаво ми е чувството. Само значи до крај да биде... До крај да биде вистината обелоденета, да. Благодарам. Бидејќи тие се бореле за Македонија, а не биле бандити. Така е.